صدري كليل وآملي منكسرة أدعو إليك وأيدي منشطرة يا رب رحمتك دربي منيرة في كل ليل نفسي منتظرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, што денеска не почасти со два големи празници. И нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Навистина бевте во месецот на хајрати и на берекет. Постевте преку неговите денови и ги оживувавте неговите ноќи со намаз. Се приближувавте до вашиот Господар со различни видови ибадети, надевајќи се на неговата награда и плашејќи со неговата казна. Потоа, тие денови завршија и тие ноќи поминаа како да беа само краток минлив период. Но со тие ноќи и денови поминавте еден дел од вашиот живот кој никогаш повеќе нема да ви се врати, а ќе ви остане само она што сте го вложиле во нив, било добро или зло. Така и со сите останати денови од вашиот живот. Тоа се етапи што ги поминувате ден по ден додека чекорите кон ахиретот. Тие го намалуваат вашиот животен век и ве приближуваат кон вашата одредена цел. Помина Рамазан за да биде сведок за верникот, за неговата покорност, добрите дела, ибадети и хајрати, а и сведок против немарниот, за неговата запоставеност, занемарување, негрижа и непослушност. Во Рамазан некои луѓе постапија добро, па успеа и ги надминаа другите, а додека пак други постапија лошо, па се вратија со разочарување и загуба. Оној чија состојба после Рамазан е подобра отколку што беше пред него, истраен во покорноста, истраен во џуми и во џамает и оддалечен од гревовите, тоа е знак, инша Аллах, дека неговите дела се примани. А оној што се враќа после Рамазан, како што беше пред Рамазан, или дури полошо, ги напушта ибадетите, ги занемарува намазите и ги следи своите страсти, нека знае дека Господарот на сите месеци е еден кој постојано ги гледа делата на своите робови. Правенните добри генерации вложувале голем труд во извршувањето на ибадетите и усовршувањето на делата, а потоа уште повеќе се грижеле дали тие дела, дали тие ибадети ќе им бидат примани кај возвишениот Аллах Азза ва Џел и се плашеле од нивно одбивање. Се пренесува од Алија радијаллаху анху дека рекол: грижете се повеќе за прифаќањето на делото отколку за самото дело. Зар не сте го слушнале возвишениот Аллах да вели: Аллах прима само од богобојазливите. Се пренесува од Фудалет ибн Убейд радијаллаху анху дека рекол: само кога би знаел дека возвишениот Аллах ми примил само едно најситно дело, Тоа е посакано за мене,
отколку да го имам целиот дуњалук и се што има во него. Затоа Аллах возвишениот вели: Аллах прима само од богобојазливите. Абдулазиз ибн Еби Равад рахимахуллах рекол: ги затекнав првите генерации од асхаби како се трудат во добри дела, како се трудат во чинење ибадет кон возвишениот Аллах азза ва џел. А кога ќе ги извршат тие ибадети, ги обземаше грижа дали ќе им бидат примани тие дела или не. И на вистина тие, Аллах да им се смилува, 6 месеци го молеле на Аллах да им дозволи да го дочекаат Рамазан, а потоа 6 месеци го молеле да им го прими Рамазан. Затоа бидете истрајни во вашата вера и продолжете во покорност кон вашиот Господар, зашто покорноста нема ограничено време, ниту ибадетот има одреден рок. Хасан ал-Басри рахимахуллаху таала рекол: некои луѓе одбиваат постојаност. Валлахи, верникот не е оној што работи 1 месец, 2 месеци или година 2. Не, туку се колнам во Аллах, за делото на верникот нема рок освен смртта. Иако помина сезоната на Рамазан, пред нас има сезона што се повторува секој ден по 5 пати, а тоа се 5 дневни намази. Пред нас е и неделна сезона, а тоа е џума намаз, во која покрај нејзината вредност има час кога ако робот го замоли на Аллах азза ва џел, Аллах му се одзвија и му одговара. Иако заврши постот на Рамазан, вратата на постот се уште е широко отворена и поттикнува кон неговата вредност и награда, како што е постот во понеделник и четврток, како што се белите денови од секој месец, а исто така како што се и 6 дена од Шаввал во овој месец во кој ние се наоѓаме сега, за кои Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем рекол: кој ќе го испости Рамазан, па потоа ќе го следи со 6 дена од Шаввал, како да постел цела година. Па затоа немојте да пропуштате кој е во можност да ги испости овие 6 дена. 6 дена кои можат да се постат во било кој ден од овој месец. Овој доброволен пост може да се прекина ако се има потреба. И исто така не е услов овие 6 дена да се постат последователно, туку може и одвоено и разделено. Сепак, најдобро е да се побрза со нив и да се испостат на почетокот како дел од надпреварувањето во добри дела. Возвишениот Аллах азза ва џел ги пофали своите избрани робови и вели: тие се надпреваруваат во добри дела и не повикуваат со надеж и страв и беа понизни пред нас. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем рекол: смиреноста е добра во се, освен во делата во ахирет. Немојте да борзате во работи, освен во чинење на добри дела. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ги прими нашите добри дела, да го прими нашиот пост, нашите садаки, нашите намази, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни направи после Рамазан појаки отколку што бевме, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни соедини во џеннетул фирдаус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم
اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ردهم إلى بيوتهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.